Задоволни сме од пресудата пред се заради тоа што се потврдија сите наводи на обвинителството. Добивме осудителни пресуди по однос на висината на казните за дел сме задоволни, за дел не. Меѓутоа би сакале најнапред да го видиме образложението на судот во пресудата, па потоа да одлучиме и за жалбите. Во однос на притворот, пошто тоа ве интересира, ние сметавме уште со колегите кои што работиме на предметот дека постојат основи за определување на притвор, бидејќи постоеше опасност од бегство. Токму заради тоа и беше побаран првично притвор, а и денес елабориравме дека постојат други докази кои што одат во прилог на зголемување на опасност од бегство, како што се дозволата за престој на обвинетиот Мијалков во друга држава. Имавме податоци за имотната состојба негова, околноста дека мерката куќен притвор така како што е определена од судот не може да се спроведе, што не е доволна гаранција за нас, и сето тоа доведено во корелација со сите околности во случајот, како и фактот дека не беше достапен извесен период од моментот кога е определена мерката куќен притвор, кај нас го реафирмираа ставот дека постојат околности за определување на притвор. Докаде истрагата за бегството? 2 месеци може, бидејќи е Да. обвинителен предлог. Помалку од 2 месеци. Дошта обвинителен предлог и се јавноста не е јасно. Да. Вака сега, согласно кривичните дела кои што му се ставаа на товар и тоа што можеше да биде исполнето како битие на кривичните дела, согласно кривичниот законник се води постапка скратена, односно по обвинителен предлог, каде што роковите за притвор се навистина кратки, и заради тоа по објава на пресудата максималната должина на притворот е до 60 дена, и сметам дека овој случај треба да поттикне дебата во правната јавност за во ситуации кога имаме во скратена постапка повеќе кривични дела, да се размисли дали можеби кумулацијата на казните треба да се третира како основ за определување на подолготраен притвор, бидејќи еве се покажа дека кај нас и во скратена постапка предмет може да бидат многу сериозни кривични дела. Може да кажете дали е точно дека од петокот имате информации према бегство на Сашо Мијалков и зашто ви беа потребни 3 дена? И кој член на владата сте го информирали од петокот? Вака сега, со предметниот обвинител, еве до мене е колегата Пеливанов, ние не сме имале информации во петокот воопшто. Ако сме имале, ние бевме на судење, уште во петокот ќе побаравме да биде определена мерка притвор. Како што и беше соопштено со јавноста, првите информации ги добивме во саботата вечерта, веднаш штом направивме проверки, реагиравме. Така што, како да ви кажам, во моментот ова што го велите вие не се точни информациите дека ние двајца сме имале податоци. Се коригира. Тоа ќе мора да го прашате министерот точно што сакал да каже со тоа. Јас ви кажувам која е состојбата реална. Еве, тука е до мене и колегата и он ќе ви потврди. Ви благодарам многу, мислам дека не знаеме каде бил господинот Мијалков, се надевам дека ќе се утврди во наредниот период, бидејќи и нас ни е значајно тоа како прашање. Ви благодарам на сите, пријатно.